Резолуција со која се потврдува дека владата и собранието нема да дозволат да се преговара за мигранти и со која се осудуваат манипулациите на опозицијата поврзани со темата, поднесоа денеска до собранието претениците од владеачкото мнозинство. Целта, како што посочи координаторот Никола Мицевски, е ставање крај на дезинформациите и лажните сценарија поврзани со наводни мигранти, кои според нив опозицијата ги шири свесно и намерно со цел создавање паника и нарушување на стабилноста на државата. И покрај јасните и недвосмислени ставови на надлежните институции дека не постои договор за било какви мигранти и кампови во земјава. Очекувањата на мнозинството се ваквата предлог резолуција која содржи 9 точки, уште утре да се најде на дневен ред пред пратениците. Се утврдува дека ниту било побарано, ниту е договорено, ниту ќе биде дозволено воспоставување мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување мигранти на територијата на општините во државата и дека таква активност не се и нема да бидат дел од владините политики. Сакаме да потенцираме дека со оваа резолуција потврдуваме дека владата и собранието никогаш нема да дозволат да се преговара за мигранти. Граѓаните да бидат спокојни. Слична резолуција против примање мигранти најави опозицијскиот лидер Венко Филипче, но таа се уште не е поднесена во парламентот. Од СДСМ и денеска обвинуваат дека власта подготвува национално предавство преку примање на мигранти. Според нив, контрарезолуцијата на владеачките партии не содржала ниту една одредба која забранува носење мигранти од Велика Британија. Цела недела одбегнуваа да одговорат на нашите повици, одбегнуваа да ја потпишат резолуцијата во која што експлицитно стои дека нема да дозволиме да се носат мигранти. Наместо да застанат заедно со нас, поднесоа контрарезолуција. Нема ниту една јасна одредба што забранува носење мигранти од Британија за пари. Има игра на зборови. Мигрантите ги кријат за термините како економски работници или нелегални мигранти. Од опозицијската СДСМ и понатаму остануваат на ставот дека доколку нивната предлог резолуција не помине во парламентот, ќе организираат и протести против примање на мигранти во државата. Од ВМРО ДПМН пак најавуваат дека ако и по изгласувањето на нивната декларација во собранието, СДСМ и понатаму продолжи да шири лаги и манипулации на темата, ќе преземат и други чекори, а не ја исклучуваат ниту можноста од поднесување на кривична пријава против СДСМ.